Еколошки велосипед кој преку филтри ќе ги абсорбира штетните честички од воздухот, информативен портал кој ќе им помогне на граѓаните како на полесен и поекономичен начин да го заменат своето нееколошко во еколошко грено тело. Ова се само дел од иновативните решенија на фирмите, избрани во рамки на јавниот повик за намалување на загаденоста на воздухот. Нашиот проект е всушност еден градски транспортен систем составен од електрични велосипеди на кои се вградени проактивни филтри кои придонесуваат во намалувањето на загадувањето на воздухот. Колку е овој велосипед би придонел да се намали воздухот и како да се доближи до самите жители да го користат? Како што знаеме, транспортот е еден од најголемите загадувачи на воздухот во нашите поголеми градови. Дел од решението е да се отстрани тоа загадување. Тоа загадување можеме да го отстраниме доколку користиме возила, како што се електричните возила, од кои дел се и електричните велосипеди, кои не даваат директни емисии на штетни частици во самата околина на градот. Меѓутоа, битно е да се знае дека единствен начин на решавање на проблемот со загадување е одржлив развој, односно промена на навиките, затоа што доколку продолжиме да работиме, односно да се однесуваме, да имаме навики како што досега ги имаме, нема да можеме да го решиме проблемот. Не е проблем кој може да го реши индивидуот, туку мораме да го решиме заедно како општество. Се работи за 5 иновативни еколошки проекти финансирани од Фондот за иновации и технолошки развој. Отаму веруваат дека иновациите ќе може да се користат од населението. Тоа значи дека откако ќе се заврши пилотот, денеска ќе го видиме како функционира, целиот концепт понатаму да се понуди на некои од единиците на локална самоуправа за пилот користење. Денеска со нас е градоначалничката на Тетово, ќе разговараме секако и со локалната самоуправа од Тетово, ќе разговараме со градот Скопје, ќе разговараме со другите урбани општини во државата, да може да кажеме тоа решение да го пилотираме за масовна употреба во тие центри и реално да даеме придонес, како што кажа, во надминување на загадувањето на воздухот. Во меѓувреме за намалување на аерозагадувањето во Тетово според состојбата на терен не се презема ништо. Проблемот со дивата депонија во дворот на претоварната станица не е решен. Сообраќајниот хаос и натаму ги загушува тетовци, а висококатниците кои попречуваат нормалната циркулација на воздухот и натаму се градат. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи рече дека општината спроведува мерки, но не кажа кои се. Истакна дека долгорочните решенија како гасификација на градот ќе дадат ефект, а радикалните мерки, како што објасни, општината не можела сама да ги спроведе. Не сме донеле мерки од типот на пар или не пар, од тој тип на мерки, имајќи го предвид фактот дека тој тип на мерки не може да ги спроведе само општината, туку треба да биде вклучено и Министерството за внатрешни работи во целиот тој систем на реализирање на тие мерки. Затоа ние како општина сме останале на нашите решенија и исто така со тој процес што ние сметаме дека ни дава резултати, имајќи го предвид фактот дека е веќе трета година што општина Тетово не е прва во однос на загадените општини. А со институциите ќе соработуваат? Апсолутно, максимално, да. Максимално затоа што сметам дека загадувањето е еден проблем кој бара долгорочни решенија и краткорочни интервенции. Значи, тоа е проблем на секој граѓанин, без разлика на политичките убедувања, без разлика, фактички апсолутно е проблем на кој треба да се пристапи, сериозно со долгорочни мерки, но исто така и со истите краткорочни мерки, но да се радикализира доколку има потреба. Од Министерството за животна средина пак велат дека постојано спроведуваат и активираат мерки за намалување на аерозагадувањето. Заменик министерот Јани Макрадули рече дека се прифатени барањата на екогерила на тетовските фирми со Б дозвола, кои претежно се греат нееколошки, да им се постават филтри на оџаците. Тетово веќе трета недела е прекриено со снежна покривка, но тоа не ги спаси тетовци од PM10 честичките, кои се и за до 4 пати повисоки од максималните вредности. Учениците денеска се враќаат на настава по 3 недели зимски одмор. Почетокот на второто полугодие владата го одложи за 2 дена, поради континуирано зголемените концентрации на загадувачки честички во воздухот во повеќе градови во државата. Но мерката престанува бидејќи концентрациите на PM10 честичките се под дефинираниот праг на алармирање.
Во училишните клупи во тетовските училишта ќе седнат 16.573 ученика, од кои 6.644 средношколци и 9.929 основци. Раководителот на секторот за јавни дејности при општина Тетово, Ахмет Ќазими, вели дека зимскиот распуст го искористиле за реализација на низа активности за подобрување на условите во повеќе училишни објекти во општината. Претежно се работеше во сите училишта, во оние делови кои што се потребни за подобрување на условите во училиштава, за да се издвојат ако се потребни некои работи. Јас би ги издвоил само градежните зафати кои што се реализирани во основното училиште Кикиш, каде што имавме комплетна реконструкција на сите санитарни чворови. Се реализираше гледување на надворешниот дел, на внатрешниот дел на училиштево. Се променија сите врати на училниците и комплета се промени изгледот на училиштето во основното училиште Кикиш. Овие активности инвестициони се реализираа со средства од буџетот на училиштево, како еден дел со донација од страна на USAID, како резултат на успешното вклучување на училиштево во проекти кои се од интеретничка природа. Ова беше најголем зафат за време на зимскиот распуст. Друго што може да се напомене е и снабдувањето на училиштева со смарт бордови, кој што продолжи во основните училишта, така да во основното училиште Истигба се снабдија со 18 паметни табли, а во другите училишта, зависно од можностиве што ги имаја финансиски, од 1, 2, 3, 4 до 5 смарт бордови се снабдија. Друго што треба да се одвои е и со прочистувачите на воздухот, по завршување на процесот во градинките, каде што сите училници, каде што се сместени децата, се снабдија со прочистувачи на воздухот. Овој процес продолжи во основните училишта, поточно во одделенијата од прво одделение, класовите од прво одделение, каде што во основните училишта почна процесот на снабдување со прочистувачи на воздухот. Имаше и помали градежни активности, инвестиции со нагледни средства во сите други училишта и на тој начин овој динамичен процес секој период за време на зимскиот распуст, летниот распуст, па и во другите месеци продолжува без престој, зависно од потребите што ги имаат училишта. Исто така треба да се наведе и активното учество на училиштето Моше Пијаде во меѓународни проекти кои се од областа на Erasmus Plus проективе. Имавме група на ученици кои што беа дојдени од Битлис и од Истанбул, кои што во техничкиот дел на нашето средно техничко училиште и во соработка со бизнес секторот 2 недели поред беа наши гости, околу 30 ученици од овие два града, така да бевме многу активни и во делот на меѓународните проекти. И во текот на второто полугодие од учебната година ќе продолжат со активности кои биле планирани, додава Ќазими. Процесот продолжува со менување на клупите, на столиците во училиштава, поставување на проектори во сите училници. После другата фаза е поставување на смартбордови во училниците и се надевам дека крајниот процес ќе заврши со настава во една смена и кабинетска настава во основните и во средните училишта во Тетово. Значи, се додека да се постигне овој степен на организирање на наставата во училиштава, кај нас овој процес континуирано ќе продолжи. Од Министерството за образование и наука велат дека во понеделник ќе се знае дали учениците ќе ги одработуваат деновите од продолжениот зимски распуст. Гостивар лани успеал да го задржи наталитетот на стабилно ниво и за разлика од претходно нема забележително опаѓање на бројката на новороденчиња. Гинеколошко-акушерското одделение во гостиварската општа болница Ферид Мурат
ја заокружи минатата година со 674 новородени бебиња. Иако првото бебе родено во 2018 беше женско, сепак во текот на годината мајките повеќе раѓале машки деца. 2018 беше успешна година за нас. Зашто се уште успеавме да се задржиме на бројката на раѓањето кое го немавме во претходните години. Значи, ние завршуваме годината со 674 раѓања. Сега од купниот број 674 имаме 345 машки, од машки пол деца и 328 од женски пол. Исто така, од купниот број на раѓањата имаме 300 раѓања породени со секција цезарија, тоа со операција, која некаде се движи околу бројката 44,5%. Податокот што ги радува лекарите во Гостивар е намалување на бројката на предвремено родени бебиња. Со самото тоа што се недоносени се многу почувствителни и кревки и под ризик за здравствени потешкотии. Дел од предвреме родените за кои лекарскиот тим ќе оцени дека има потреба, се препраќаат на клиниката во Скопје, каде што постојат соодветни услови за нивен правилен третман. Имаме помал број на деца родени пред време, значи тоа кога зборам пред време, мислам на породени деца пред 37 гестацијска недела. Негде се движи бројката до 37 пациенти кои се од нив се испратени само 17 деца во Скопје. Во 2018-та 4 родилки во Гостивар на свет донеле близнаци, додека тројка немало. Последната тројка во Гостивар беше родена во 2016 година. Денес фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово и официјално започна со зимските подготовки за продолженијето од првенството во втората македонска фудбалска лига Запад, со амбиција за опстанок во неа. Штофарите со засилување од неколку нови играчи за надпреварите кои ги очекуваат. Целта ни биде опстанок во ова втора лига, иако ќе се надеваме дека со една тешка борба и добри припреми. Ангажирани се неколку квалитетни играчи со прволигачко искуство, некои се дел што имаат и европски надпревари. Се надевам со помош на управата со уште неколку засилувања. Мислам дека би обезбедиле опстанок, што е примарна цел на екипата на Тетекс за оваа сезона. Помна појачување, кои нови играчи имате? Тука се Филип Петковски, кој доаѓа од Работнички, Дарио Деснич од Силекс, се враќа Блашко Николовски и Леон Најдовски од Работнички, кој доаѓа исто така и е бивши младенски репрезентативец до 20 година. И верувам дека ќе има уште некое појачување. Првенството започнува на 9 март, ни следува надпреварот со Гостивар, за кој имаме доста време да се подготвиме за тој надпревар, бидејќи секој надпревар за екипата на Тетекс ќе биде као бара за опстанок во лигата. Нема да имаме лесни надпревари, но со стручниот штаб ќе се договорат пријателски средби. Не знам, со управата ќе се разговара за припреми, дали ќе се оди некаде на припреми за екипата што е можда подобро да се подготви за првенството, бидејќи не очекува една стварно тешка битка за опстанок во втората македонска лига Запад. Јас сум Филип Петковски, доаѓам од Работнички. Очекувам дека оваа сезона ќе избориме опстанок, тоа е целта на клубот. Тешко ќе биде, се надеваме со појачувањата сега што дојдоа да ќе се избориме за тој опстанок кај што сите го посакуваат, и управата, и највачите, и градот, кај што клубот ќе остане во втора лига, па здравје до година да се бориме за поголеми амбиции. Јас сум Дарио Деснич, доаѓам од ФК Силекс. Што да кажам, не чекам магатропна работа, тешка втора полсезона, со добра работа, тимски дух, се надам дека ќе избориме опстанок, со кој би израдувале највачите, управата и сите околу клубот. Сум Леон Најдовски, доаѓам од ФК Работнички од Скопје. Јас сум новиот играч на ФК Тетекс од Тетово. Дојдовме да помогнеме, знаеме у каква ситуација се наоѓа клубот, дојдовме да го излечиме, да помогнеме и да обезбедиме опстанок во лигата, заедно со стручниот штаб, газдата и навивачите.
Денес имавме облачно време со врнежи од дожд, а на планините од снег. Температурите се движеа во интервал од 0 до 2 степени Целзиусови. Утре предпладне ќе има врнежи од дожд и снег и на пониските места, а во попладневните часови постепено ќе престануваат. Температурите ќе се движат во интервал од -2 до 0 степени Целзиусови.